Ништо од очекувањата дека ќе се намалат цените на производите во маркетите. Напротив, откако власта ги одмрзна, дел од производите веќе делумно и поскапеа. Алфа направи обиколка во неколку супермаркети и можеше да се види дека цените на дел од овошјето и зеленчук и натаму се речиси исти, но дел и со мали нагорни корекции. Ако краставиците и пиперките се продаваа по околу 95 денари за килограм, сега одат и за 100 денари. Слична беше и цената кај морковите, а граф и натаму нема ниту за лек. Освен на пазар, каде се продава и до 3 пати поскапо и надминува 300 денари за килограм. Цената на лебот засега останува непроменета и останува исто како што беше и претходно. Граѓаните реагираат и бараат конкретни решенија кои видливо би го подобриле животниот стандард. Па, Бога ми скапо е. Гледам што помалку да купам. Тоа што сакав не купив баш. Гледаме дека граф никаде нема, освен по пазарите што е многу поскапо. По пазарите, ама не видов цена. Цени се како што ќе ги кажат, ние може да бираме. Кој му чини ќе земе, кој не му чини ќе си пројде готово. Тие се цените, како може да влијаме на нив? Никако. Значи поскапо е, све е поскапо. Прехранбено, тоа што си пазариме, мислам дека горе-доле тука си се уште цените, па сега за натаму ќе видиме. Пред нас е лето. Не осеќам нешто драстично. Дополнителен проблем според граѓаните е и квалитетот на она што се продава. Реагираат дека многу често овошјето и зеленчукот го немаат вистинскиот вкус, туку мирисаат на пластика. Ни јагодата мириса на јагода, ни пиперката мириса на пиперка, ни кајсијата вчера ми донесе кајси на лик, ама јадеш. Нема вкус, мирис. И додека граѓаните се во грч од евентуално ново поскапување на цените, од ВМРО ДПМН е бараат од владата да ги продолжи замрзнатите цени на основните производи. Оттаму додаваат дека ценовниот шок на граѓаните трае веќе подолго време, а цените на производите, како што велат, заминале до таван. Од владата веќе најавија дека нема да има дополнителни мерки за евентуално ублажување на ценовниот шок, но затоа кажа дека инспекцијата ќе биде засилена доколку има потреба од тоа и дополнително ќе ги чешла и маркетите и зелените пазари. Инаку од месецов владата ја укина одлуката за замрзнување на цените на артиклите. Со оваа одлука се стопираше енормното зголемување на цените на лебот, брашното, маслото за јадење, јајцата, оризот, како и млекото и млечните производи. Инаку Народната банка прогнозира дека инфлацијата годинава ќе забави и ќе биде едноцифрена, односно ќе падне под 9%, но и натаму ќе биде висока.